Почитувани, денес сме тука во Прилеп, во Тутунскиот комбинат, заедно со директорите на институциите, на платежната, на инспекторатот, со директорот на Тутунски комбинат, со представниците на подрачните единици. Сите присутни го означуваме почетокот на откупот на тутун од реколтата 2018 година. До денес во базата на податоци на Министерството на инспекторатот пријавени се 195 откупни пунктови, каде што Државниот инспекторат за земјоделство ги има направено сите проверки и очекуваме стабилен и сигурен откуп на тутунот од оваа реколта. Во годинешната реколта се засејани 14.802 хектари тутун, а склучени се 34.104 договори со вкупно 9 откупни предпријатија. Овие податоци покажуваат стабилен раст на тутунопроизводството оваа година. Особено по историски невисоките откупни цени кои што се достигнаа 2017 година од 217,6 денари по килограм тутун и со ново воведениот модел на субвенционирање од страна на државата во 3 нивоа, што сметам дека беше една од клучните политики на владата, преку која што пративме силен акцент за поддршка не само на тутунопроизводството, туку и на целокупниот земјоделски сектор, кој што е база и основа на нашата економија. Донесовме храбра одлука уште во првата година од мандатот за нашето ветување како влада дадено пред граѓаните. А тоа е за зголемување на субвенциите во 3 нивоа, од прво ниво од 80 денари за прва класа, второ ниво од 70 денари за втора класа и трето ниво на субвенционирање од 60 денари за трета и за дополнителните класи. Она што внимателно го работевме во претходната година, но и внимателното следење на откупот во претходната реколта и сите овие показатели, мерки и политики кои што ги преземавме, заедно со целосно подготвениот нов закон за тутун кој што влезе во владина процедура и очекуваме да биде донесен најдосно до крајот на годината согласно собраниските процедури, дава нови и добри показатели за овој значаен сектор во македонската економија, преку кој што се обезбедуваат 100 милиони евра девизен прилив во државата и екзистенција за над 23.000 семејства во Македонија. Особено, уште повеќе заради тоа што е една традиција која што Македонија и државата треба и мора да ја чува, а тоа ќе го правиме и заеднички, заедно со интегрирањето во Европската Унија. Овој сектор мора да го поддржиме, овој сектор мора да го задржиме и оваа традиција на производство на тутун навистина за нас како држава е и битна и е и своевиден бренд за државата. Затоа показателите оваа година покажуваат дека само од претходната до оваа година имаме нови, односно 4700 повеќе договори кои што се склучени оваа година. Очекуваме зголемен откуп на тутун оваа година. Пријавени се 29.000 тона тутун кои што треба да бидат откупени, но ако имаме во предвид лошите временски услови во последниот овој период и оваа бројка и да не се постигне, секако ќе биде над бројката од 23.500 тони тутун кој што е откупен претходната година. Имаме и поголем број на површини кои што се засејани со тутун, односно околу 400 хектари повеќе засејан тутун. Имаме позитивни показатели, да повторам, и во делот на бројот на склучени договори, 4700 договори повеќе, и во делот на површините кои што се по тутун, 400 хектари, и во делот на планираниот откуп кој што е пријавен, кој што очекуваме да биде над претходната година. За сето ова придонес дадоа сите овие мерки, политики и целата оваа важност која што се даде и внимателност на целокупниот сектор. Паралелно, како што кажав, работиме и на донесување на новиот закон за тутун. Ова е еден од законите кој што представува пример како во државата треба да се носи закон во партнерство и со откупувачите, во партнерство со коморите, во силно партнерство со производителите. Внимателно во текот на овие месеци ги завршивме сите дебати, сите постапки и процедури, сите чинители беа консултирани и сите добри и значајни предлози се внесени во овој закон. Со законот очекуваме укинување на белите
белите картони, односно на евидентните листови, но тоа ќе го правиме внимателно, заради тоа што се потребни и софтверски надградби, заради тоа што е потребен одреден временски период на прилагодување. Затоа во 2019 година на предлог на Министерството ќе направиме пилот проекти заеднички со дел од производителите, со дел од откупувачите, каде што ова укинување кое што е предвидено со новиот закон ќе го тестираме, за да во 2020 година во целост институциите ги прилагодиме на оваа мерка и на овие политики. Сето ова ќе значи и намалени административни процедури и намалени административни маки на тутунопроизводителите, кои што треба да се насочат согласно новиот модел на субвенционирање на производството, да имаме квалитетен тутун, за да се добијат повеќе субвенции, за да имаме повисок извоз и повисок девизен прилив од оваа стратешка гранка за државата. Но новиот закон ги регулира и останатите тутунски производи во согласно со Европската директива 40 од 2014 година. Овој нов закон е целосно усогласување со сите европски регулативи. Затоа во најможен период, како што кажав, со самиот влез во владина процедура која што е веќе направено, очекуваме и негово донесување. Денеска, тука од центарот на овој регион, кој што е најзначаен за тутуно производството, посакувам успешен и непречен откуп на тутун, посакуваме правилни проценки. Ние тоа како министерство, како институции постојано ќе го следиме во партнерство со тутунопроизводителите, со откупувачите. Има една добра, блиска соработка, која што сметам дека и оваа година ќе биде на задоволство на сите партнери, и на државата, и на откупувачите, но клучно на тутунопроизводителите, оние кои што навистина употребуваат најголема мака и најголем труд во целокупниот овој сектор. Нека Ирлија и очекуваме успешен и непречен откуп од реколтата 2018 година. Благодарам.